Почитувани присутни, представници на медиумите, за мене е голема чест денеска. Во посета на општина Куманово го имаме амбасадорот на Руската Федерација, негова екселенција Сергеј Вазникин. Голема чест за Куманово. Разговаравме на многу теми. Првенствено, што тоа значи соработката на општина Куманово со Руската Федерација. Како што веќе знаете, имаме голем број на наши студенти од Куманово, кои што се на дополнителна едукација и усовршување на високото образование во Руската Федерација, на многу државни универзитети, директно стипендисти на Руската Федерација, и ги поздравуваме ваквите подршки кои што доаѓаат директно од Руската амбасада, и секако разговаравме за бројот на учениците кои што го изучуваат рускиот јазик во основните и средните училишта на нашиот град. Дополнително и на тема на економија, за можна понатамошна соработка и користење на позитивните пракси, кои што веќе некои наши компании во општина Куманово, како што е примерот на Фабриката за заварени цевки и профили ФЗЦ Куманово, која што активно соработува со компании од Руската Федерација, и можности за отварање на нови соработки во делот на развојот на земјоделието. Она што за нас е особено битно е традиционално добрите односи кои што општина Куманово ги има со амбасадата, продолжуваат, и секако ќе го дадеме својот максимум да се надополнуваат таквите односи. Граѓаните на општина Куманово имаат традиционални добри односи со граѓаните на Руската Федерација, и сите тие позитивни искуства ќе се користат и во иднина, кои што се базираат на голем број на меѓународни соработки, како што е примерот на нашата гимназија Гоце Делчев, која што директно соработува со 13-та Санкт-Петербуршка гимназија, каде што имаме размена на ученици, делегации од Санкт-Петербург доаѓаат, го посетуваат нашиот град, и наши ученици одат во посета на овој град. Таквите искуства да се зголемат со можност за поставување на контакти на останати основни и средни училишта од нашиот град со средни училишта и основни училишта кои што доаѓаат од Руската Федерација. Уште еднаш во оваа прилика сакам да се заблагодарам на амбасадорот, на неговите соработници за денешната посета на нашиот град, и да им посакам убав и успешен престој. Многу сум задоволен што имав можност денеска повторно, односно уште еднаш да се сретнав со почитуваниот господин Максим Димитриевски на неговата покана. Многу честитаме реизборот за градоначелник на Куманова. Тоа сведочи за значителната доверба на граѓаните. И му посакувам успех во неговата одговорна дејност. Денеска имавме конструктивна размена на мислења по широк спектар на прашања на билатералната соработка. Секогаш сме отворени за нови предлози и иницијативи од страна на нашите партнери. Би били подготвени да ги разгледаме и да ги ангажираме релевантните агенции и компании во Русија. Сакам да потенцирам. Русија секогаш било и останува посветен пријател на вашата земја. Ние сме подготвени за конструктивна, взаемна корисна соработка до тој степен и во оние области за кои се спремни двете страни. Нашата интеракција треба да се развива на деполитизиран начин, врз принципите на еднаквоста, взаемни доверба и почитување, прагматизмот и водење сметка за меѓусебните интереси. Длабоката взаемна поврзаност на нашите народи не зависи од политичките прилики. Руската страна секогаш безусловно признава самостојноста и автентичноста на македонскиот јазик, историја, култура и идентитет. Русите и македонците ги споделуваат заедничките вредности, вклучувајќи ги традициите на антифашистичката борба. Многу е драго дека во Куманово секоја година на 11 ноември се одбележува денот на ослободувањето на градот. Голема чест и привилегија за нас да учествуваме во свечената церемонија, со положување цвеќе им оддаваме почит на паднатите херои. Со
задоволство ja забележуваме значайна поддршка која општина Куманово ја дава за изучување на руски јазик во училишта, повеќе од била каде во земјава, патом речено. Сме благодарни на раководство на општината и лично на господин Димитриевски за вниманието кон ова прашање и, како веќе кажав, остануваме отворени за соработка. Убеден сум дека ќе бидеме во можноста да значајно зголемиме во наредниот период.